Се представува како новинар, во јавноста има репутација на рекетар. Зоран Божиновски никој не го познаваше, додека не се појави на групното интервју со менаџерката на трагично загинатата звезда Тоше Проески. Зоран Божиновски е роден на 1 октомври 1966 година во Куманово. По завршување на средното образование, запишува студии по германски јазик, но не ги завршува. Во новинарството влегол во 1996 година во спортската редакција на Нова Македонија, а подоцна работел како дописник од Куманово за мрежата Канал 77 и Канал 5. Пишувал за Фокус, Кумановски булевар, Старт магазин. Во 2011-та Божиновски го отвора порталот Буре весник, кој станува главното оружје за уцени изнуди. Горд на големиот број кривични пријави, неколку години билдаше медиумска популарност во соседна Србија. Пред да се прослави со случајот Шпиун, во македонската јавност беше осуден поради остриот напад на Лилјана Петровиќ, но и поради признанието дека има украдени документи. Не до тема на емисија. Тема на емисија е договор меѓу други. Зашто е украден, како е украден, Зашто да? Значи, мене ми е донесен и ми е даден. Да, кој вам го да? Од моментот... Македонска јавност е Сепак, бесот на македонската јавност го навлече кога си поигра со чувствата на родителите на големата звезда. Божиновски, освен што почна да валка имиња на членовите на неговото семејство, за да добие популарност, почна и да ги вознемирува родителите со тврдењето дека Тоше е жив. Па за мене не е погинал затоа што немам ни еден валидан и релевантен доказ да се онога јутро уопште десила прометна несреќа, затоа што не сме пронашли камиону кој е ударио. 4 години нисам срел човека кој ми е рекол јас сум го видел мртвок. Ваквите лаги и измислици Божиновски ги ширеше низ балканските медиуми во периодот кога македонската полиција го бараше со потерница. На 16 септември 2013-та, полицијата ја спроведе акцијата Шпион во која беше осомничен Божиновски, но тој не беше достапен за органите на прогонот. 2 месеци подоцна беше уапсен во Нови Сад по потерница преку Интерпол и помина повеќе од 1 година во екстрадицијски притвор, пошто беше пуштен да се брани од слобода со одлука на Српскиот апелацијски суд. Во април 2016 Божиновски повторно е уапсен во Србија и веднаш екстрадиран во Македонија. По 14-месечниот притвор во Шутка, Зоран Божиновски е пуштен да се брани од слобода. Сега Божиновски преку Буре весник продолжува да уценува и рекетира луѓе и фирми. За неговите изнудувачки активности дознавме и од изјавите на голем број оштетени бизнисмени. Минчо Јорданов сведочеше дека откако одбил да му даде повеќе пари на Божиновски, почнале скандалозни објави на Буре весник, како оние дека во Ремедика се тргува со органи. Трифун Костовски и Јорце Камчев се помеѓу бизнисмените кои биле жртви на Буре весник. На истиот портал, Божиновски го обвини Благој Механџиски од Зегин дека го платил Интерпол да го донесе во Шутка. Неколку политичари исто така беа мета на Буре весник. Па така, човекот која користи професијата новинар како жив штит помеѓу него и законите и понатаму клевети луѓе, а во едно од гостувањата тој директно призна дека се пресметува на негов начин. И кога станавме без работа и кога после неколку месеци никој не се јави да праша дали сте добро, како сте, што сте, на сопругата и реков, ја од сега ќе се вратам во новинарство и ќе се пресметам на мој начин,